Вие сте ново лице во клубот. И да ни кажете што се случува моментално со фудбалскиот клуб Победа? Победа е во еден тек каде што ќе се случи една голема реорганизација. Новиот собственик и веќе закажаното модерно собрание за 21. април, чинам беше, ќе ги донесе нови ветришта во фудбалскиот клуб Победа, каде што ќе има избор на ново раководство, нов извршен одбор, нов спортски директор, ќе има избор тука целосна реорганизација, односно во самиот клуб, во структурата, не само во спортскиот дел, туку и во менеджментот. Се со цел да ја подигнеме Победа таму каде што заслужува. А тоа е секако не е во втората лига. Победа, според нашите проекти, треба секогаш да биде во првата лига и секогаш да се бори за излез во Европа, најмалку што може. И ако се погоди некоја генерација каде што ние несомнено сакаме да ја издигнеме младинската школа пред се, каде што со деца од околината на Прилеп и самиот Прилеп, ајде да кажем, да бидат носители на таа нова Победа, да стигнеме и до целта која ние мислиме дека може да се оствари во некој догледен период од 3 до 5 години, а тоа е да нападнеме една од двата трофеа, дали преку македонскиот куп или титулата шампион на Македонија. А во врска е тоа, меѓутоа повеќе детали би биле тогаш после собранието да се направи таа процедура, таа законска обврска. Тоа се формалности, меѓутоа сепак треба да се направат. Користам оваа прилика да ја анимирам цела фудбалска јавност во Прилеп дека овој проект не може да помине само со нова енергија, со нови луѓе, без помош од вас. Значи, мора тука сите да се обединеме во клубот на било кој начин. Не е тука само работа на менеджментот и на тренерите и на играчите и на целиот стаф околу клубот. Тука е работа на сите нас, да го подигнеме брендот. Жалосно е што дојдовме до ова дереже да Победа да спасуваме во втора лига, меѓутоа околностите се такви и затоа уште еднаш апелирам што е поскоро можно. После собранието ние ќе направиме, ќе излеземе во јавност и новиот собственик и новата структура, ќе ги пренесеме, ќе ги изнесеме плановите конкретно што се ќе се случи и како се планираме да функционира еден модерен фудбалски клуб. И тоа е во кратки црти тоа би било тоа. Да ни кажете конкретно за собраниево, дали ќе биде во некоја просторија каде што може да присуствуваат и љубителите на фудбал, симпатизерите на Победа? Закажеме, ако чинам добро собственикот, закажеме во просториите на фудбалскиот клуб Победа. Тоа е јавно собрање, нема никаков проблем тоа да биде некој да дојде да биде присутен на самото собрање. Меѓутоа тоа се стварно правни формалности. Тоа нема никакви специфични работи да се случат, освен што ќе се назначат некои, ајде да кажам, извршни функции, каде што понатаму би следало и во спортскиот дел да се направи една пирамида, каде што ние планираме да функционира, каде што секој ќе одговара за своите надлежности. Али да, добре дојдени со сите, зашто не, мислам нема тука ништо тајновитост во само. Но вие убаво рековте дека и ќе информирате за се она што ќе се случува на тоа собрание, нели? На собранието чинам дека не, ние планираме после собранието. По собранието, да. Со избирањето на новото раководство да скаме пресконференција, на тоа. На пресконференцијата точно би се анализирало све што било до сега и плановите за иднина. А пред се, мислам дека најголема број еден, што викам јас, задача ни е да обстанеме Победа во втора лига, да обезбедиме сигурен обстанок, да не иде тоа преку бараж и да ги најавиме целите уште летос како мислиме фудбалскиот клуб Победа да изгледа за следната сезона во втора лига, зашто амбицијата ни е веднаш да нападнеме првата лига. Боже мој, сега не знае на како ќе одат сите
работи, има тука и колку што слушнавме од Софана, ќе има тука реорганизација на втората лига од таа следна сезона таму што и дека се скратува лигата. Меѓутоа се тоа сега спекулации, се уште не се класични одлуки донесени на управен одбор на ФФ. Да, а во врска со управниот одбор, кои се потенцијални кандидати за членови на тој нов управен одбор на фудбалскиот клуб Победа? Дали ќе ни кажете нешто во врска со тоа? И колку членови ќе бидат вкупно? Тие поединости не би можел сега во момент да ви ги кажам, освен да ви кажам дека сигурно фудбалската прилеп знае дека тоа се работи за господинот Мицковски што доаѓа од, ајде да кажам, потекло од Прилеп, а живее долги години во Америка и таму е остварен како бизнисмен. Значи, ни кажувате во врска со новиот собственик на Победа? Да. А кој е неговото име и презиме? Новиот собственик на Победа е локал патриот, да кажам, доаѓа од околината на Прилеп, односно од Прилеп, потекло од дедо, прадедо и така натаму, тоа е стара фамилија Прилепска. И некој уште еднаш да ни кажете неговото име и презиме кој е? Господин Александар Мицковски е. Да, добро, повелете. Да ни кажете нешто повеќе за него. И на самото собрание ќе се анимира тука. Ние имавме некој разговор со, ајде да кажам, со потенцијални, не се тоа спонзори. Јас не би го кажал тоа така, пошто ова не е државен клуб спонзори. Ова е приватен клуб каде што преди се ги нарекол тие партнери. Партнери во смисла на тоа на логистика повеќе. Не дека тука некој капитал ние очекуваме од сопоставниците од Прилеп и околината, туку во логистички смисла пред се. Али ајде да оставиме тоа за собранието, па после собранието ќе свикаме пресконференција и тогаш ќе се знаат повеќе детали. Сега само неколку збора за Александар Мицковски, рековте. На која возраст е тој, каде живее, каде е роден? Роден е во Скопје, иначе живее во Америка. Во Америка живее, таму е веќе 12 година, 20 години, ако не се лажам, и тоа е тоа, ништо посебно. Иначе од дедо му е прилепчен, стара прилепска фамилија, и толку, не би имал ништо повеќе да кажам во таа насока, освен на собранието, после собранието, кога ќе стикаме през конференција, таму може да излеземе со детали. А со што се занимава тој, каква компанија има во Америка? Хорика бизнис, угостителство пред се. Значи, можеме да очекуваме овде во Прилеп на финансиски план клубот многу подобро да стои отколку до сега? Апсолутно, па тоа е целта. Целта на секоја ваква инвестиција е да се стабилизира пред се клубот. Значи, поставување малку повисоко ниво, по моје да кажам скромен начин на гледање, едно повисоко ниво од македонскиот тип на работење на фудбалските клубови. Да, што се однесува до членовите на новиот управен одбор, дали ќе има и од стариот управен одбор во новиот некои членови да влезат? На кого конкретно мислите? Не, нема ништо од старото да има во управниот одбор. Освен тие права и обврски што биле подпишани со договор, ако ме прашувате за спонзори кои воопште ги нема или минорно ги има многу малце, сакам да кажам дека подпишаните договори мора да се извршат, иначе мора да се остават на сила. Се века траат тие. Меѓутоа, колку што сум јас запознаен и мислам дека сум добро запознаен, класични спонзори во фудбалскиот клуб Победа моментално нема или ги има минорно многу малце. Не мислам само на спонзори, туку на луѓе што беа во управниот одбор. Не, има нов. Значи комплетно нови луѓе. Нови луѓе, тоа што било добро ќе се задржи од работната заедница нормално. Све што било ќе се постане тука доколку сакаат, доколку не сакаат, некој можеби има поинакви гледишта, поголеми амбиции или поинакви амбиции. Стварна долго, толку. Затоа што вчера на вчерашниот натпревар имаше доста луѓе од старата управа и луѓе што помагаа.
добро знаете дека се уште собранието не е завршено, што значи да. Со други зборови дека актуелното раководство се уште е актуелно, се додека собранието не биде донесено нови органи, така да би било глупаво да тоа веднаш се прекине како континуитетна работа, пошто клубот мора да обстои без разлика кој собственик. Да, во право сте. Така да не е никаков проблем тоа што и ние сме отворени сепак и за минатото раководство, за идеи, за начин на работа, за некои совети, па и ако сакаат да бидат ангажирани, никаков проблем. Мислам, не сме ние тука да рушиме нешто, ние само сме тука да одиме да градуваме нешто, да се подигне на повисоко ниво. А во врска с Победа е акционерско друштво. Акциите сега кој ќе ги има во иднина? Собственикот од Америка. Значи 100% ќе бидат негови? 100% би требало да бидат негови. Бидејќи се зборуваше низ градов дека на име на негов близок роднина ќе биле. Тоа се, како да ви кажам, формалности. Стварно не е тоа проблем дали на негов роднина ќе биде или тој лично ќе ги задржи на негово име. Да. Тоа се мисли само од аспект на работата на клубот, да биде поекспедитивна работата, не дека нешто тука нешто е, не знам, скриена агенда некоја или не знам што, него да стана за поефикасно работење на клубот, можеби ќе бидат на негов близок човек ставени акциите, значи капиталот е дефинитивно американски. Да. Веројатно еден од оние блиски луѓе сте и вие, Горан Зечевич. Нели е така? Па да, може се каже еден од блиските луѓе, меѓутоа ќе видите на собранието дека тука ќе излезат уште еден двајца ликови кои што сигурно ќе бидат во тесното раководство на ФК Победа, а ќе има изненадување позитивно со луѓе од фудбалска прилеп, ама да оставиме собранието да заврши. Да ни се представите сега, вие за оние што не ве познаваат, слушнале за вас, ама конкретно со неколку збора за вас да кажете. Јас сум адвокат од Скопје, долги години сум и во спортот преку посредништво на една агенција од странство каде што имам партнер свој, работиме во еден спортски менеджмент и правен менеджмент во интерес на фудбалерите и на кошаркарите или на сите спортисти што имаат потреба од нас. Нормален семеен човек, средно доба, тоа е тоа. Ништо посебно, ништо спектакуларно. Веројатно сте работеле досега во некој клуб? Не сум работел конкретно во клуб, ама имам соработувано со многу клубови. А иначе конкретно во некој клуб да сум работел, не сум работел. Вчера ми кажавте дека вашето место на живење е токму Дебар Мало, а Дебар Мало е познато фудбалско место. Па познато по работнички фудбалскиот клуб. Да, тоа го кажам дека живеам во Дебар Мало и во организацијскиот хаос што е во Дебар Мало и во центар, се пробуваме да направиме посветла иднината на фудбалот во Македонија. За Победа што ќе ни кажете како се гледа од Дебар Мало фудбалскиот клуб Победа порано и сега? Многу едноставно, тоа ми е најлесно прашање да го говорам. Тоа е еден од трите најдобрите, најголемите брендови во Македонија. После Вардар и Пилистар и Победа е третиот супер бренд во Македонија, каде што ние мислиме дека тој бренд треба да се подигне на многу повисоко ниво, каде што еве гледаме Вардар и Пилистар се веќе во првата лига, а Победа се надеваме од следната сезона, тоа е 26-27, дека и она ќе биде дел од првата лига. Дали во сеќавање ви е некој надпревар што ви останал како печат кога учествувал во тој надпревар Победа од минатото? Ја ја памтам Победа, пошто сум се повозрасен, да кажам, ја памтам Победа и во бившата држава Југославија кога играше во втора и трета лига. Таа беше редовен учесник, ако добро се сеќавам, во 80-те години во втора лига. И сите мечеви тогаш беа или во скратена снимка или преку радио кога ги слушаме, ама печатокот што секогаш ми е врежан во главата е дека кога да се јави репортерот од Прилеп, кажува за полн стадион. Тоа е што мислам дека ни еден клуб во Македонија го нема на тоа ниво да клубот се следи дури во втората или третата лига во бивша Југославија, што било стварно
Навистина било тоа многу реалитет, голем реалитет за другите клубови. Таа енергија, таа поддршка што има победа од своите гледачи, мислам дека никој нема во Македонија. Да, спомнавте поранешна Југославија, но и во самостојна Македонија победа излегуваше на меѓународна сцена. Дали се сеќавате можеби на надпреварите со Перуџа и со Парма? Јас сум бил лично на тие надпревари. Како не се сеќавам, најдобрата генерација на Парма беше тогаш. Тие беа шампиони следната година. Ако не се лажам со Асприлја, со Саво Милошевиќ и тие. Со Канаваро. Канаваро, кој бе уште таму, јас свакам од глава што ми тек. Тирам. Исто. Така и Тирам беше. Тоа бе златна генерација на 0-2, ако не се лажам. Буфон бранеше на голот. Така беше, да, златна генерација, како не сегаме. Па и финалето на купот, сеќавам и на шампионската титула. Има тука многу работи. И се надам дека сега нема веќе да се подсетуваме на историјата, него ќе градиме една посветла иднина каде што секоја нова година ќе биде со поголем резултат. Значи, не случајно победа добива вакви луѓе како што ќе ги дознаеме по 21 април. Победа заслужува многу повеќе. Нема тука никаков збор. Вие кажат да не се повторувам со супер брендовите во Македонија и се надевам, само се надевам на една синергија, ништо повеќе. Да. Ништо повеќе. Не треба малце време и трпение. Толку е од наша страна, ништо повеќе, ништо спектакуларно. Големи ветувања, не сме склони кон тоа, сакаме да градиме клуб вистински на нозе од темелите куќе да се гради, младинската школа пред се, да видиме правата на терените, ако можеме да се направиме некоја своја, ајде да кажам така, мини база, каде што може да се гради тоа што имаме намера да го направиме. На крајот уште испуштив да ве прашам во врска со градскиот стадион Гоце Делчев, што тука се размислува, дали под концесија ќе го земе фудбалскиот клуб Победа? Ние сме длабоко заинтересирани да го земе под концесија. Меѓутоа, како што сме информирани од градоначалник, тука има еден договор кој веќе е, ајде да кажам така, актуелен. Со изборот на новото раководство ќе мора да се направи уште еден состанок со градоначалникот на Прилеп, во која прилика го поздравувам. И по состанокот ќе се знаат точно поволностите што може да се искористат под концесија да се земе стадионот, пошто тој мора да се одржава. Не може вака да стои во оваа состојба, а за да некој го одржава мора да има некои права. Ако што имаш права, мораш да имаш и обврски, така да ова го оставаме прашање за веднаш по собранието да се реши ако може. И уште збор два за вчерашниот натпревар Победа Башкими 0-0. Голем бод, децата свака, секоја чест на децата што ги имаме, тоа се златни деца, повеќето се од Прилеп, повеќето се од Победа. И на фаворитот Башкими да му се изигра онаков храбар натпревар, би рекол пред се. Без трунка оценување или преценување, мислам дека го заслуживме вчера бодот и дека секоја следна утакмица ќе биде уште подобра. И благодарам на публиката што излезе во пресот вчера. Вчера беше и еден голем ден од хуманитарен аспект. Како што знаете, секоја влезница купена беше директно подпомогната се помогне на семејствата на загинатите деца од Кочани. И уште еднаш големо благодарам на фудбалска Прилеп што одговори така обемно и така концизно и јасно во поглед на хуманитарниот аспект.